Добар ден, почитувани гледачи! Верувам дека сите го очекувате новиот рецепт на денот токму пред малите екрани, затоа што ние и вие сме пријатели и соработници долго години. Прво сакам да ве поздравам од се срце, еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски. И воедно да ви кажам дека нашите порти тука се отворени за секој еден гледач од вас, без разлика дали е господин или господја, што сака да земе учество и да сподели со нас и со вас гледачите некој подзаборавен македонски традиционален рецепт, нека ни се јави, нека ни напише на страната на Вкусот на традицијата на Facebook и ќе се договориме. Сега, ова емисија е од посебно значење за мене. Зошто? Сега ќе ви кажам, сигурно ви интересира. Значи, посебна емисија. Вчера јас така слободна, малку да прошетам, да ме фати воздух, авата да ме фати, покрај кеот на Вардар, и викам, го гледам сатот, 8 часот навечер, викам пред да се вратам дома, да пијам едно кафе со мојата снаа Еми, која што ја поздравувам сега. Ненајавено, значи се јавувам дома ли си, јас ке ти дојдам, стави го кафето. Влегувам и нешто така убаво мириса на портокал, дури во ходникот од зградата мириса. Викам, што е ова, влегувам. И таа ме почести со еден таков убав колач, толку сочен, како желев натре. Значи, сите вкусови собрани на едно место. И викам, тоа е вистинското. А до душе што и да кажам, кога и да појдам, се има нешто направено. И ми кажа дека ќе ми ја даде оваа рецепта. Јас размислив да ја споделам со вас. Разговарајќи со неа, вика, мене ќе ми биде многу мило, значи да ја споделиш оваа рецепта со сите гледачи и да го направат овој вкусен колач со портокал, ново блендер. Значи, ова е хит сега кај младата популација. Не ви треба ниту миксер, ви треба ниту рачна маталка, ниту ништо. Едноставно, секој дома имаме блендер. Ке ги подготвите сите состојки и за 5 минути колачот е готов. За да го направите овој колач, на кој што ја така сладко му се изнајадов, значи заборавив и на диета, и на се заборив дека јадам, нели, протеин, не знам ова, не знам тоа. Како сладко ми дојде ово јаглен хидрат, па мирисот на портокалот, на ванилата, на се поред. Викам, ова мора да се јаде, ова снаа ми го направила. И да ви кажам, белја работа, може ја пола тепсија ја изедов, но тоа е тоа, некогаш ќе направам јас нешто убаво, па ќе ги повикам кај мене дома. За овој рецепт вас ви е потребно еден портокал или од органско производство, или предходно со сода бикарбона и алкохолна киселина убаво ќе го измиете, или можете да го ставите неколку минути да отстои, потоа со сода убаво ќе го измиете и исплакнете. 3 јајца, 90 мл масло за јадење, 250 грама брашно, едно пакетче прашок за печиво, едно пакетче ванилин шекер, 170 грама шекер и 60 мл млеко и еден блендер и едно тавче, ова е некаде 28-мица, можете во куглов да печете, можете во број 24, ако сакате да е повисока, не ми излезе вака толку висока, и заборавив да ја прашам во тавче кој број ја печеше, и можете во правоаголно, тесно тавче, значи што и да имате. Битно е вкусот и битно е убаво да излезе.
Значи, драги мои, неговото величество блендерот денеска ќе го искористиме на следниот начин. Гледате колку се паметни младите, колку се практични. Значи, 3 јајца ставате во блендерот. Го ставаме шеќерот внатре, ванилиниот шеќер и сега ќе го пуштиме да се измати како и вообичаено, нели со миксер кога матиме. Треба да добиеме, значи, убава смеса. Да се врзат убаво јајцата со шеќерот. Ќе забележите кога е готов, кога ќе добиеме густа смеса. Како каша, густа каша. Ајде да видиме сега. Така. Може уште малку. Во меѓувреме, додека тоа се мати, јас ќе го подготвам портокалот. Ете така. Сега го додавам млекото. Паметно ова, ни миксер, ни ништо. Ставиш се во блендерот и тоа е тоа. Маслото. Го ставаме портокалот со се лушпа, со се. А пецивото и брашното ќе го ставиме на самиот крај. И само неколку секунди ќе го ставиме да се помати. Ете така. И ова е готово. Сега го затворам. Убаво да се измикса портокалот. Да видиме сега. Прекрасно. Сега го додавам брашното. Само да видам. Оу, да. Супер. Го додавам брашното. Како убаво мириса на портокал. Оу. И на самиот крај
Прво ќе го пуштам со брашното, па ќе го додадам неколку секунди со брашното, па ќе го додадам прашокот за печиво. Прекрасно, прекрасно. Ете така. Сега го додавам прашокот за печиво. Мислам ќе додадам уште малку млекце. Може би уште 10 милилитри. Ете така. И мислам дека ќе биде подготвено за печење. Така. Прекрасно. Значи, навистина и портокалот како е убаво сомелен. Ете така, готов е нашиот блендер колач со портокал. Ете ја смесата. Ставаме малку масленце на хартијата за печење. И леле, што е убаво на погледнете, погледнете. Браво за рецептов, браво. Сега да го соберам убаво. Рирната е на 180 веќе подготвена. 30 минути, уште малку да исцедам. Живо, неживо брашно, ова толку е убаво. Мераци. Одам во кујна да го испечам, со вас се гледаме на трпезата, кога ќе го послужам колачот. Ете, драги мои, јас бев вредна, значи и го направив овој колач од блендер по рецептот на мојата снаа Еми. Но, да ви кажам искрено, како велат, тој што си признава, пола му се простува. Незиниот колач беше 100 пати поубав, толку беше голем, значи не знаев точно во тавче кој број да испечам. И ова е прекрасно, значи вкусот е фантастичен. Сега се слушнавме на телефон и ми рече дека може да додадете и мандарина внатре, можете и лимон да додадете по избор. Значи, како е вкуса, погледнете, како е мека, како душичка. Ова го правиш и го принесуваш на трпезата и несвесно не знаеш колку ќе изедеш. Значи, како сунгерче. Е, токму тако е составот на тестото, како сунгерче. Прекрасно. Овој колач едноставно го измислила за уживање. За уживање и за добра дружба. И да си ги собереш саканите, блиските и така натаму. Ве поздравувам, драги мои, и знаете како велат? Ние не се сеќаваме на деновите или годините, се сеќаваме на моментот, на вкусот, на музиката, на разговорот. Значи, правете добри работи, сеќавајте се само на нив. Довидување!
до следната емисија, чекајте ме.